Добре дојдовте во Што не е јасно, јас сум Љупчо Цветановски. Наши денешни гости се презвитер Ивица Тодоров од МПЦО. Добре дојдовте. Добре ве најдов, Љупчо. Благодарам на поканата. Благодарам вам. Крумислав Божиновски, професор, активист на Додома. Тоа е движење кое што заедно го терате, да не речам движите, ќе зборуваме малку повеќе и за тоа. Така и насловот ни е ставен, духовната ерозија во Македонија, како да се вратат вистинските вредности. Реално гледано, според она што и како ни се случува во државата, дали на вистина мислите дека ова има голем удел или пак е резултат на една забрзана духовна ерозија? Што ни се случува? Значи, проблематиката за која вечерва ќе говориме е според мене најсуштинската, затоа што е причина за многу нешта кои имаат добра или лоша или зла насока во овој ваков свет. Значи, во однос на тоа какви вредности некоја човечка личност ќе избере, зависи и квалитетот на неговиот личен живот, квалитетот на неговото семејство, квалитетот на неговото општество, квалитетот на државата, односно сеопштото наше постоење. Вредностите се тие битни чинители кои даваат и смисла, значи и вкус и цел на нашето постоење. Значи без вистински вредности нашето постоење од квалитетно, благословено, осмислено станува неблагословено, неквалитетно и обесмислено. Таму кога ќе навлеземе во таа состојба на обесмисленост, на безцелност, многу лесно надвладуваат во човековиот ум, во човековата природа, оние аспекти што ние во христијанската вера ги нарекуваме отрови на злото или гревот или така натаму. Тоа се тие деструктивни мисли, намери или начини на живење кои го деструктуираат, односно кои го уништуваат животот на човекот и на личен план и на сите други планови. Сега, ако правиме една сериозна анализа во контекст на нашето лично и заедничко живење, ќе видиме дека се помалку и помалку се луѓето во нашето општество, но да не бидеме само концентрирани кон тоа дека само кај нас е проблемот. Денес во целиот свет се случува таа ерозија, Љупчо. Значи, евидентно е дека се помалку и помалку луѓе фокусот на своето постоење го насочуваат кон себе си. Малкумина денеска се прашуваат кој е смислата на мојот живот, која е целта на моето постоење, со кои во кои вредности треба да живеам, кои вредности може да го осмислат и да му дадат квалитет на мојот живот. За жал, луѓето се повеќе и повеќе стануваат површни. Површните луѓе многу лесно запаѓаат или под влијание на некакви проблематични пропаганди, идеологии, или многу лесно завлегуваат во однос на нештата како да се снајдам во овој ваков свет и во времето додека живеам. За жал, тоа снаоѓање е на штета на многумина околу нив и на самите нив. И затоа ние како општество, говорам за нашето македонско општество, немајќи ги овие вредности, немајќи ги вистинските вредности, не почитувајќи ги и не практикувајќи ги, за жал, ние се соочуваме со една реалност со која секојдневно живееме и која тешко ја проживуваме. Кого е да прашаш, така натаму вели тешко е и од ден во ден станува се потешко и потешко, а никој не сека да се запраша која е причината за таа тешкотија, за жал. Крумислав, како активист на Движењето за духовна обнова на Македонија, како ја перципираш и како ја чувствуваш ова духовна ерозија? Како таа влијае на тебе? Што мислиш? Што се случува во државата? Би започнал јас од тоа зошто и јас дојдов и сум активист во Додома. Кога човек ќе навлезе на вистина подлабоко во она што значи христијанство и Христово учење, тогаш и подлабоко ја разбира суштината и причината зошто се случува оваа духовна ерозија. Оно што мене првенствено ме воодушевува од она што ние го нарекуваме вера, нели е учењето кое што токму тоа го насочува и го осмислува животот. Сега, причината зошто општеството е во една духовна ерозија, според мене е и во голем процент и од незнаење за тоа што е всушност представува верата. Затоа сум на некој начин и јас член и активист во ова движење,
бидејќи сакам да го дадам и својот дел како помош на тоа луѓето да се издигнат од во ова општество во кое што сега моментално се наоѓаме, но без да навлеземе во подлабоко во тоа што значи верата и да ја разбереме правилно верата, тогаш не можеме ни самите да си го осмислиме животот. Тука има некои принципи и правила на некој начин и она што мене ме воодушевува и од самото учење, од Божјото учење да го кажам, е дека токму во оваа смисла многу помага да некои работи подлабоко ги разбереме за она што се случува околу нас. На некој начин сакам да го дадам мојот удел во тој процес. Тоа ни е на нас на некој начин и сите нас, поединци кои што сметаме нели дека и како ученители на ова општество, но и како верници, бидејќи голем дел од нашата популација се декларира како верници, тогаш треба да ни биде јасно дека имаме наш долг кон општеството и кон сите околу нас да се издигнеме на едно повисоко ниво од она што сме претходно. Така да тој долг на некој начин го имаме сите, и јас затоа и се одлучив да сум член на ова движење кое што помага во таа насока. Оче, како да се вратат вистинските вредности во Македонија, земја која што во моментов е позната како земја, барем јас така ја чувствувам и луѓето со кои што комуницирам, владее гневот, бесот, неспокојот, како да ги и незадоволството. Апсолутно, да. Како да ги вратиме тие вистински вредности? Кој е начинот според вас? Еве го нашиот обид, да го наречем обид. Ние веќе 15 години постоиме како движење за организирана духовна обнова на Македонија. Значи, во движењето членуваат, иако ние немаме членство, туку се препознаваме еден со друг, кој сака у суштина да биде поактивен на тој план на духовна просвета меѓу нашиот народ. Значи, ние сме членови на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Христови ученици, православни христијани. И сега, нашиот модел е во контекст на самото име на до дома. Значи, до дома, движење за организирана духовна обнова на Македонија, но значи и до дома. Првин да дојдеш до самиот себе си. Првин човек да се спознае себе си и да му биде пријатно да биде сам со себе си, пошто на многумина им е тоа проблем, да бидат сами со себе си. Тоа не е големиот проблем кај луѓето. Но кога луѓето ќе се запознаат со Евангелието Христово такво како што тоа е, а тоа е нашата цел. Значи, ние што сме ги спознале тие вистини и имаме некакви плодови од практикувањето на тие вистини, значи, ние сакаме и како членови на црквата, но како и македонци, значи, како активни чинители во ова општество, да придонесеме и останатите наши сограѓани да се запознаат со Христовото Евангелие такво како што тоа е. Че го спомна пред малку братот Кормислав тој момент. Многумина во својот живот доживеале слепи улици, бродоломи и така натаму, не затоа што се зли луѓе, не затоа што не знам се луѓе со вакви или онакви изопачени мисли и дела, туку најчесто тоа се случува од незнаење. Значи, нашиот народ е една диагноза, значи нашиот народ во најголем процент страда поради површност и незнаење. Сега ние сакаме, значи како членови на Македонската православна црква во контекст на овој модел да помогнеме со посериозно сведочење на овие евангелски вистини, на овие евангелски модели на живење, значи првин да ги засведочиме самите, затоа што не можеш да говориш нешто ако самиот не си го вкусил и немаш плод од тоа. Значи ние сакаме тие нешта што самите сме ги вкусиле да ги засведочиме за доброто на сите околу нас. И ова 15 години постоиме, треба другите да кажат за нашите плодови, но јас мора да признаам дека сум задоволен колку сме направиле. Сме можеле сигурно многу повеќе, но и тоа што сме го направиле, гледам дека има своји плодови, своји позитивни, како да кажам, насоки во општеството, затоа што многумина што си го промениле својот живот, пронаоѓајќи се самите себе си, а преку тоа пронаоѓајќи го и Бог во Христос и така натаму, тие стануваат првин како личности, нормални, затоа што тоа во нашето општество е многу симптоматичен момент. Да бидеш нормален, што тоа значи денеска? Например, многумина не сака да го употребува зборот нормален, затоа што под нормалност денеска се подразбира се, но дали се што ни се нуди како нормала е нормала.
Значи, ние нормалноста ја градиме во однос на Божјата вистина и на Божите стандарди и вредности на постоење. Сега, кога една личност ќе стане нормално или ќе се труди да биде нормална, односно одговорна, зрела, таквата личност станува добра првин сама за себе си и потоа станува добра и за општеството во кое делува, во кое живее. Значи, колку повеќе освестени, созреани, во духовниот живот здраво воведени македонци, толку по-здраво и нормално општество. Тоа е нашата формула. Ќе продолжиме со Крумислав, но најпрво мораме да одиме со кусиот блок на реклами. Значи имаме одлични гости и интересни теми. Останете со нас. Се враќаме во што не е јасно. Наши гости се презбитерот Ивица Тодоров, МПЦ ОА и Крумислав Божиновски, професор, активист на Движењето за духовна обнова на Македонија. Крумислав, во моментов изработувате еден проект кој што е дел од Движењето, се вика 15 минути со Бог. Зашто се работи? Тоа е нешто што ние сакаме најконцизно и најјасно во ти 15 минути да доловиме она што е суштината на Божјото учење. Секој кој што навлегол во тоа учење и што се обидел да го разбере, ја разбира величината на тоа, ги разбира и на некој начин рефлексијата на тоа што се случува во околината. Заради таа одговорност која што ја имаме, нели, на која што претходно напоменав како ние членови и како верници и како членови на ова општество, сакаме на што е можно најконцизен и најкраток начин да ја доловиме суштината и да поттикнеме на размислување околу целото тоа учење, за многу повеќе луѓе да навлезат во тоа, да ја видат големината на сето тоа и на некој начин со тоа да поттикнеме на размислување. Ако се вратиме наназад многу долго, ќе знаеме дека верата имала силно влијание за тоа да го одржи и да го сплоти, да му даде вредност на народот. Токму тој дел ние сакаме да го на некој начин поттикнеме. Меѓутоа, тоа може да поттикнеме само доколку ја пренесеме вистината, а таа е дека не можеме да живееме во овој свет егоцентрично, туку мора да се осврнеме кон вредностите на живење кои што подразбира не лично задоволување, туку да се подигнат вредностите во тоа што можеме ние лично да го дадеме за нашето општество. Така да во таа насока е и Божјото учење, тоа е духовната борба која што секој од нас ја води и на секој од нас ни е потребно и тој дел да се поучиме, да се охрабриме на некој начин и да размислуваме во таа насока. Но без да имаме соодветна информација, без да имаме вистинска поука, ние не можеме, добиваме и погрешна перцепција за тоа што е верата, што е духовноста и на крајот последиците нормално ги чувствуваме во нашето општество, во нашата околина, во самите себе си и целосно во општество. Отецивица, како ќе биде концептот, еве да, минутажата се кажува во самиот наслов, 15 минути со Бог, зошто 15 токму 15 минути за Бог. За Бог, да. Добро, па и секогаш и со, не сгрешив толку многу. Па тие многу. кои ќе научат за него ќе бидат и со него. Така, зошто токму 15 минути и како ќе се одвива? Знам дека сте во фаза на подготовка, нели на секоја епизода. Значи, ние имавме неколку проекти кои веќе се постирани на YouTube, имаме ние YouTube канал Православно христијанство МК. Значи, еве, гледачите кои ни гледаат во моментот може да отидат на YouTube, да напишат Православно христијанство МК и таму да ги видат сите наши видеа што сме ги подготвиле досега. Значи, луѓето што ги глеdaa видеата беа задоволни, се гледа и по гледаноста, но некои од нив така ни сугерира дека се долги. Некогаш се до 1 час и 20 минути, некои 101 час и така натаму. Темите се такви, навистина изискува и време да се објасни. Но разговаравме дека треба да се отвориме малце повеќе за поширока целна група. Значи, за луѓе кои можеби нема доволно познавање на верата. Сепак, овие емисии ги гледат луѓе кои читаат Свето писмо, кои одат во црква, кои имат некакво познавање на верата и на духовниот живот. Но мора да признаеме дека еден огромен процент, за жал се уште огромен процент, од оние кои се декларираат како православни христијани во наша Македонија, немаат
доволно познавање за верата или имаат погрешно познавање. Сега, нашата целна група се баш тие. Значи, со 15 минути за Бог, да ние му земеме многу време, значи, со 15 минути на едноставен јазик, прецизен јазик, да им се пренесе Божјото откровение, односно сето она што Бог ни го открил и што е запишено во Светото писмо на Стариот и Новиот Завет и сето тоа што 2000 години го пренесувале и го живееле светите луѓе во црквата. Значи, тоа ни е првенствено, значи битно да луѓето на едноставен јазик се запознаат со Божјото откровение, со Божјата вистина, со тоа што Бог ни го открил како вистина на постоење, за да запознавајќи се со тоа, ги потикнеме првин самите тие да размислува, затоа што многу е битен процесот на размислување. Кога човек не размислува, односно кога допушта само од надвор да му доаѓаат информации и да му ги обликуваат неговите мисли, така му го обликуваат и неговиот живот, тогаш тој не живее свој живот, тој живее туѓ живот. Значи, народски не джвака би рекле? Да, не джвака, не джвака. Неко само и готово. И се после тоа луѓето се чудат како некој ги изманипулирал, ги ставил у свој интересен контекст и така натаму. Разошарани, така. Има разни, да. Сега, конкретно со оваа наша емисија и со сите други активности што ги правиме, значи, имаме за цел првин луѓето да размислат, значи, кога ја слушнат информацијата, да ја примат, да размислат за таа информација, да ги потикнеме на проучување, на само себе истражување, на само себе согледување, значи, да започнат да се запознаваат себе си, да започнат да стекнуваат увид во тоа што е добро, нормално и здраво внатре во нивните духовни простори, значи во нивната душа, личност или собство, има многу термини. Што е тоа што е здраво и нормално, но што е и тоа што не е здраво и нормално, тоа што е патолошко. И сега духовниот живот подразбира тие болни состојби да се лечат. Значи, сите ние сме грешни, што велиме во христијанството, односно сите ние сме духовно болни, или што овде нема духовно здрав човек, сите сме ние духовно болни. Сега, духовниот живот подразбира во вистината на верата, односно во вистината на Христовото Евангелие, да започне тој процес на лечење. Значи, човек да се лекува духовно, да се лекува ментално, да ја лекува својата душа, да ги лекува своите мисли, своите чувства, да го лекува својот однос кон самиот себе си, но и кој луѓето околу себе. И така, значи, таквата личност станува личност која е созреана личност, личност која има способност, значи, да одговори на сите предизвици со кои ќе се соочи внатре во себе си и надвор од себе си. И што е најбитно сега, суштината, значи, нашиот живот, според самиот Творец, не е само некаква отсечка во овој и ваков свет. Значи, нашиот живот во овој и ваков свет е подготовка за вечност. Значи, Бог ни покажал и ни докажал во Христос дека ние сме повикани за вечно постоење. Тоа е за многумина стрес во умот. Навистина, јас кога често размислувам за оваа тема, се викам, чекај малце, што тоа значи? И многумина се плаша да размислуваат на тој аспект и за тој аспект, иако го посакуваат, што е најинтересно. Сите верници сакаат да живеат вечно, но кога ги прашаш, а што ќе правиш ти во вечноста, не знам. Што е проблемот? Проблемот е што нивното его, односно кога човек не е духовно разбуден, нивното егото е такво, тоест една страшна, болна, патолошка состојба во нашето битие. Егото сака вечно да постои, но егото тоа е лажната представа за самите себе си што имаме ние. Лажното јас. Но сега кога човек сериозно ќе се избори со лажното јас, со тоа што тој навистина не е, а мислел дека е, тогаш започнува тој процес на духовно само себе спознавање и на духовно само себе доживување во димензиите не само на овој свет, туку и во вечноста. И полека човекот започнува да се спознава самиот себе си, значи тоа е еден долготраен процес, и не само што се спознава самиот себе си, тој започнува да ја спознава вистината за себе и да ја спознава вистината за реалноста околу себе си.
И што е најбитно, почнува да ја спознава вистината за Бог таква како што таа е. Затоа што многумина од верниците, затоа што е тоа верник, тоа е еден многу интересен термин кој треба многу да се објаснува, во најголем процент денес верниците си имаат своја субјективна представа за Бог. Најчесто Бог е, како што велам често и можеби сум досаден, нашите верници во најголем процент Бог го доживуваат како апарат за исполнување на желби. И сега ако Бог не ми ја исполни желбата, тие му се љутат и така натаму. Тоа нема врска ни со вера, ни со Евангелие, ни со Христос и така натаму. Бог е вечно постоечко битие, љубовно битие, кое нас не повикува на вечно постоење со него. Сега, да се осознае целиот тој процес, тоа е процес, тоа е еден цел процес на созревање на личноста. Тоа е смислата на нашиот живот во овој свет, тоа е смислата на тоа што ние сме личности. Затоа што, Љупчо, во овој свет само човекот има можност за само себе усовршување, ништо друго во овој свет. Само човекот има можност да има своја вертикала. Сега, има луѓе што избираат вертикалата, своето уподобување кон Творецот и прифаќање на животот таков како што Бог го промислил, и имаат луѓе кои не го прифаќаат тоа, значи го одрекуваат. Сега, од квалитетот на прифаќањето, од квалитетот на нашиот избор, правилен или неправилен, зависи квалитетот на нашиот живот. И затоа ние особено се концентрираме на таа просвета, односно на тој аспект да ги информираме први луѓето за верата таква како што таа навистина е. Да би сакал овие твои зборови да допрат до нашите властодржци и многу луѓе кои што очигледно гледаат само можеби многу повеќе на овоземниот свет, а не на она натаму што следува, но се надевам дека ќе допрат. Крумислав, професор по физичка култура, поранешен репрезентативец, ова што го правиш со ентузијазам, визија и верба во тоа што го правиш. Тука нема ништо лукративно, нема пари во приказката, да не речам, нели? Колку бара ова само откажување, последици по семејството да влезеш во оваа приказка, како нели го правиш тоа, но со вистинските причини надвор од оние лукративните опортунистички моменти во кои што Македонија и македонецот многу често си се пронаоѓа, за жал. Човек навистина кога ќе најде некаква доблест, не е тешко да се вложи. Се сака жртва, секое добро што може да се создаде бара пожртвуваност. Исполнува? Така и ова. Секако дека исполнува, бидејќи прво исполнува самото учење, кога во тоа учење ќе го најдете решението за многу проблеми кои што ги имате и во личниот живот, во својата непосредна околина, но меѓутоа и во општеството, тогаш тоа решение на некој начин сакате да го пренесете на другите. Веќе тука материјалниот дел некако губи на значење. Човек не само што нема материјален дел за себе, туку напротив одвојува од себе за да го пренесе тоа. Сметам дека тоа е одговорно и доблесно и навистина повеќе мина од нас треба да го направат тоа нешто. Посебно што навистина ќе видат и кога подлабоко ќе се навлезе во сето ова, навистина многу мина ќе го најдат решението. А решението е во тоа што ние кога уште еве како просветни работници гледаме наназад колку луѓето вложиле за државите, нациите, за народот да се воздигне, и ние сето тоа го славиме, меѓутоа никогаш не размислуваме нели и колкава е жртвата што некој ја дал. Токму тоа е учењето Христово. Учењето Христово е спротивно на тоа што гледаш да земеш вредност. Учењето Христово е да бидеш вредност за другите. Од тој аспект гледано, секој од нас, доколку е вредност за другите, вклучително нели и нашите властодржци што ги спомнавме и сите, бидејќи сепак и тие потекнуваат од народот, народот ги избира и тоа на некој начин, ако од базата потекнува ова спознание кое што го кажав, тогаш и оние кои што управуваат со народот сигурно како рефлексија ќе преземат тоа. Така да тоа е едно севкупно решение кое што е за нашата татковина, за нашата држава, за нашиот народ, и сите оние кои што секако управители народни треба да бидат на некој начин во служба нели на народот. Тие во суштина тоа не е власт, туку е служба. Ако како така се разбере, бидејќи во суштина и во основа тоа е Христовото учење, да бидеш вредност за другите, и тоа со дела, не само со зборови, да не биде тоа нели само убаво нанижани зборови, тоа кога народот навистина ќе го почувствува, тогаш и народот на некој начин ќе го прифати. Цел тој круг
нели? А потекнува од спознанието на она што го нарекуваме вера и Божје учење. Кога со нашата цел тоа ќе го пренесеме во народот, и ако во народот тоа се преточи во реален живот, тогаш веќе ќе се почувствуваат и ефектите кон она што го чувствуваме како денешница. Така. Оче, ова што го зборуваме за властодржците и нивните дејанија многу придонесуваат за она што го спомнавме претходно. Зборуваме за оче од гневот, апатијата, малодушноста, рамнодушноста, ерозијата на моралните вредности и се. Вие честопати си го практикувате тоа и сакате да го и напишете и да го кажете, никогаш Северна, за секогаш Македонија, и она дека ќе дојде денот кога некои можеби и ќе се срамат, но дефинитивно дека многумина ќе се радуваат. Значи тука гледаме еден оптимизам, нешто што е ретко во денешно општество гледано и според луѓето и според гостите што ми доаѓаат и се, песимизмот надвладува во однос на тоа што се случува. Од каде го црпите овој оптимизам ваш? Значи првин вака, јас баш денес кога пишав еден текст околу тоа дека јас мојот оптимизам не го црпам од тоа што го согледувам во реалното секојдневие. Туку првин јас мојот оптимизам го црпам од тоа дека верувам во вредности и во модели на живење кои ако се практикуваат ќе донесат резултат. Исто така морам да признаам нешто што мене секојдневно ми се случува, додека во елитата, социјално-политичката елита, интелектуална елита на ова наше општество, навистина постои некаков песимизам или демотивираност, мора да признам дека кај еден добар процент, не сите, и кога ќе кажам еден добар процент, мислам дека е негде околу 55-6%. Значи повеќе од Значи кај луѓе, кај обичниот народ, што тоа значи обичен народ, кај мнозинството, значи кај тој човек, македонец, во да се изразам така, во тие подолни социјални слоеви, таму оптимизмот е многу посилен. Иако многумина ќе помислат дека обратно, затоа што тие луѓе живеат во полоши услови и сепак би требало да бидат попесимисти, напротив, тие се оптимисти. Еве, јас имам можност да шетам доста низ Македонија и како свештеник, како човек кој е влюбен во оваа наша Македонија. Значи, мене ме изненадува тоа кога во некој град или во некое село и така натаму, ќе ме препознае некој човек затоа што излегувам на телевизија или сме пријатели на Facebook или така натаму, и онака со жар во душата ми говорат дека не е до толку пропадната ситуацијата со која се соочуваме и така натаму, дека мора да најдеме излез, дека самите тие се борат за тој излез и за тоа решение. И многу често кога ќе седнеме така, јас не сакам паролашки муабети, ајде сега ќе биде или она егоизиран популизам, да се само себе величаме, туку седнам и разговарам за реални нешта со луѓето и им велам дека нашата држава како држава е 30 години. Значи, една држава и македонската нација како нација има пред себе си процес на сериозно себе промовирање и сериозен процес на само себе созревање. Значи ги лежиме детските болести, да, за жал многу ни се погоди лоша околината, дополнително ни ги влошува болестите и така натаму, се покажа и таа незрелост кај нашиот народ, особено незрелоста во лидершипот на нашиот народ. Дали се работи само за незрелост, дали се работи за неспособност, дали се работи за продажност, ќе се види во историјата, ќе си одговараме сите пред Господ, значи пред судот на историјата и пред судот Божи, сите ние ќе одговараме. Еве гледаме братот Курмислав пред малку го спомна тоа. Значи ние ги славиме, ги почитуваме луѓето кои се вложиле за оваа држава, за овој народ. И тој убаво спомна, многу често тоа го правиме, но без да размислиме за нивната жртва. Ако сакаме ние да го надминеме ова сериозно искушение со кое се соочуваме, значи и на национален план, и на политички, и на економски, и на идентитетски и така натаму, треба многу работа. Мене многу ми е жал
што ние сето тоа не го започнавме 91 година. Значи, кога требаше сериозно да се постави еден здрав темел во нашето општество, значи кога требаше да се дефинират тие основни насоки како треба да се развива нашето општество, за жал тоа не се направи, се уште не се прави и ние се уште правиме куќа на песок, да го употребам тој евангелски контекст, евангелска метафора. Христос не опоменува дека куќа не се прави на песок, туку на цврст камен. Ние, за жал, се уште нашата куќа, односно нашето општество, нашата држава, ја градиме на песок и многу лесно сето тоа што ќе го изградиме малку се руши. И не боли. Не боли затоа што нема здрава основа. Сега, се надевам и се молам и не само ги имам тие нешто, ние и се бориме, се трудиме нештата да се сменат. Значи, се трудиме во нашето општество да има се повеќе и повеќе зрели и подготвени и одговорни личности, кои ќе имат храброст, визија, нештата да ги сменат и да ги насочат во правилна насока. За добро и на македонскиот народ и на сите оние што живеат со нас на овие македонски простори. Но треба многу работа, многу работа. Символот на христијанството е крстот. Крстот е символ на жртва. Христос ни покаже, ни докаже дека до воскресението се поминува само преку, односно се доаѓа само преку љубов што се жртвува, што се посветува, што се принесува. Христос тоа ни го покажа. И он ни покажа, ни докаже дека злото и сите негативни прояви на злото се победуваат само со љубов што се жртвува. Значи со посветеност. Колку имаме повеќе посветени луѓе во нашето општество, толку повеќе нашето општество ќе зрее однатре, ќе се исцелува, ќе станува поздраво, понормално и за тие што живеат натре во него, но што е битно и за нашите соседи, затоа што нашите соседи во моментот ја видоа и ја увидоа, не само ја видоа, туку ја увидоа и се соочија и ја користат таа слабост што моментално ја имаме ние и како народ и како држава и ги наметнуваат сите овие нешта кои ги наметнуваат. За жал, реалноста е таква. Пред да почне емисијата говоревме за тој имунитет во организмот, доколку еден организам е силен и има силен имунитет, односно внатрешна сила да се спротивстави, тогаш многу тешко поминуваат вирусите, бактериите, па и многу други нешта. Доколку организмот е слаб, тогаш вирусот во дадениот контекст COVID и така натаму многу лесно го совладува. За жал ние сме во овој момент еден слаб организам, ослабен организам, од кои и какви причини говоревме до сега. Отец Ивица го спомна токму ковидот, односно COVID-19, еве како спортист, професор по физичка култура и тренер, како влијаеше и влијае ситуацијава во која што сме веќе 8, ќе влеземе и во 9-тиот месец каде, на твојата работа и на спортот, особено работиш и со деца и со се, како влијаеше досега и што мислиш што ќе се случува натаму? Оштетени се генерациите, тоа е факт, но еве од твој аспект. Секако штета има и ќе има, меѓутоа од нас зависи колкава само ќе биде штетата. Ние како одговорни чинители така сме во некоја смисла внимателни во овој процес. Че не одиме нити кон екстремни некои кои што ги порекнуваа, нити па создаваме некоја паника. Треба да се пристапи со разум. Потребно е знаење, кое што во моментов го нема доволно, затоа настапуваме внимателно. Факт е дека многу работи можеби не замреа конечно, меѓутоа дури и некои работи замреа, но се успорија многу нешта. Мораше така да биде. Ценам дека со текот на времето кај народот постепено се губи стравот, што е добро, но не треба да се губи свесноста и совесноста. Ова е нешто што влијае на сите нас, и како верници, и како обични луѓе, кои што не се во верата. Меѓутоа, јас би рекол дека како верници треба да сме повеќе одговорни. Тоа не значи дека треба да се повеќе да се плашиме, но треба да сме одговорни на вистина, да на некој начин ги согледаме реално и вистински работите како што стојат. Не треба да се величаме дека нашата вера, не знам колку тоа не штити, но
секој индивидуално според сопствената вера, дури и да е така, да се чувствува некој дека е заштитен, не треба да ги соблазнува другите, треба да се почитуваат одредени нормативи кои што ги дава науката, а науката е одговорна тоа да го објави, да го каже онака како што реално е. Таа знае она што го знае, навистина има многу нешта и што не ги знаат, затоа треба да се пристапи внимателно и да се води целата работа чекор по чекор. Верувам дека брзо ќе дојде до решение и излез од оваа ситуација, но во овој период навистина треба да се биде повнимателен. Оче како вие како свештеник и духовник гледате на ситуацијата со ковидот, како тоа влијае врз практикувањето на верата? Да, јас многу често кога говорам за оваа проблематика, велам дека првин како општествено одговорни битија и како верници треба да бидеме внимателни. Значи, внимателни прво кон себе си, за да можеме после тоа да бидеме внимателни и одговорни за другите околу нас. Значи, тоа е многу битна работа. Да внимаваме на себе си, да внимаваме на луѓето околу нас. Сега, има личности, типови на луѓе, кои немаат страв. Значи, многу по нормално се однесуваат во оваа рамка на ненормалност, но за жал, таква е всушност и природата на човекот, имаме луѓе кои имат повеќе изразен страв, таква е градбата на нивниот ум, на нивната душа. Сега, не може со секого исто. Значи, не може, треба да имаме особено повеќе внимание, особено како верници, како луѓе кои самите верници велат дека темелот на сите вредности е љубовта и сите вредности доаѓаат од љубовта, а љубовта подразбира грижа кон другиот, грижа кон тој околу нас, грижа за ближниот. Значи, грижата подразбира внимателност. Сега, ние сме поставени во една таква реална ситуација и треба да покажеме внимателност и особено разбирање за послабите, за оние што имаат повеќе страв или не Боже се сериозна целна група со послаб имунитет, организмот е заболен и така натаму. Тој е тој битен момент. Сега го спомна тоа братот Курмислав, јас сакам исто така да го споделам. Да, за науката во целиот овој контекст има прекрасни научници, експерти од оваа проблематика кои многу сериозно, со сериозна одговорност и познавање говора за проблематиката, но за жал и во нашето општество и во нашата држава, за жал, политиката влегува во сите овие аспекти со оваа ковид пандемија и турка некои своји цели. Сега, освен таа внимателност и грижа, треба да бидеме крајно рационални, здравоумни, да не подпаднеме под разни влијанија на вакви или онакви интереси кои имаат за цел всушност да искористат пандемијата за некои други цели. Значи, треба да бидеме внимателни, таа е тука, реално проблемот е тука, треба да бидеме внимателни, треба да бидеме одговорни, но треба да бидеме и рационални, да не подпаднеме под разни вакви или онакви влијанија. Од едната страна е тотално либерално, нема проблеми, не прифаќаме, од друга страна е теорија на заговори, стравови, не очекува катастрофа и така натаму и така натаму. Курмислав, отец Ивица го спомната претходно, малку се префрламе на една друга тема, но сепак зборуваме за човештина. Ти си човек кој што после многу долго време, македонец кој што изгради куќа во Лешок. Зборуваме за едно поделено општество во самата македонска нација, а не па, нели, еве, ти се реши на тоа. Како се реши на овој чекор? Се соочуваш ли со проблеми таму, не? Проблемите ние во секој домен на живење ги имаме и во град и во село. Не е тоа само до Лешок, тоа е едно место, навистина јас потекнувам од Тетово и од Тетовско, конкретно мојот татко потекнува од Лешок и јас се одлучив да се вратам. Кога навистина ќе сакаш својата татковина, ги цениш и убавините кои што таа ги има. Затоа јас се решив на овој потек. Мислам дека и не сум сам, но факт е дека во нашето општество има и доста кои што се откажуваат од тој рурален дел. Напротив, јас сметам дека убавините на татковината, напротив, се во тој рурален дел. Тоа се убавините, тоа е природата. На крајот на криштата тој е создаден од Бога, во кое што ние
убаво се чувствуваме и уживаме во него. Заради тоа и јас се одлучив на еден таков чекор, сметам дека е правилен од повеќе аспекти, вклучително нели и од тој аспект, затоа што навистина она што го имаме во нашата татковина треба да го цениме. Ако го дадеме, ќе биде дадено и тешко се враќа. Значи некој кој што го цени, го купува, ако има кој да го продава, последиците ги знаеме. Значи не можеме да си ја не треба да си ја продаваме грудката земја, таа навистина вреди и треба да ја чуваме и треба навистина да вложуваме во неа. Само така ќе може да обстоиме и да покажеме и на другите колку си ја сакаме татковината. Така. Продолжувате со проектот еве двајца. Колкава екипа сте всушност, колку луѓе? Па ние немаме членство некој дефинирано. Нашиот тим вака потесниот тим е некаде околу 30 на луѓе, поширокиот е над 300 на луѓе. Машала. А ова што го кажа Крумислав, се повикувам на него во оваа емисија. Многу често говориме и он и јас сме влюбеници во нашава Македонија. Се приклучувам, да. Да, сите сме тука, да. Значи, кога ќе видиме картата на Македонија, ние се соочуваме со една реалност дека Македонија не е абстракција. Македонија е територија, Македонија е земја, конкретна. И сега, има една вистина која е несоборлива. Тој што има земјата ќе биде негова. Додека нашите стари инвестирале во земјата, ја чувале земјата, тие успеа ни сите овие премрежја, вакви онакви историски да го сочуваат македонскиот идентитет, чувајќи ја земјата и чувајќи ја верата. Значи, тоа е и она што јас би сакал, завршуваме со емисијата така. Значи, првин да се концентрираме на себе си, затоа што личноста е најголемото богатство, но исто така многу е битно да се концентрираме и на земјата на која живееме. Тоа е многу битно, затоа што битно е во овој вако свет да имаш своја земја, таму кај што имаш своја земја имаш и своја слобода и можеш да си го остваруваш и својот национален и својот духовен идентитет. Таму ако немаш земја, тогаш веќе е проблематично. Затоа да инвестираме во земјата, да инвестираме во себе си, да бидеме посветени и се надевам дека полека оваа наша Македонија, овој наш македонски народ ќе изнедри луѓе кои ќе бидат вистински лидери, водачи на овој народ и на духовен и на оној политички план. Можам да кажам само едно големо амин. Амин, така нека биде. Така. И благодарност, Лјупче, до тебе. Така, ви благодарам, но и ви посакувам многу среќа во движењето до дома, значи движењето за духовна обнова на Македонија. Проектот 15 минути наскоро ќе биде постирано на YouTube, ќе можат луѓето и да го гледат. Ви благодарам многу, беше чест. Со Господ напред. Амин. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави, чувајте се многу.